Во една мала кратка пауза на концертот во Сиднеј ја нагазивме и Благица Калева добре ни дојде по втор пат во Сиднеј. Добро ве најдов. Еве, поздрав до сите гледачи на ИНТВ и поздрав до сите нашинци македонци овде. Благица, како се осеќаш? Навидум веќе сега сте една недела во Австралија, се аклиматизиравте. Како е чувството да се биде толку далеку од родното место? Па, добро се чувствувам, значи овде климата сега баш во моментот ние како што бевме во Македонија, значи кај нас е пролет, а овде доаѓаме од лето према есен, значи убаво адаптирани. Инаку веќе сме 10 дена овде, јас еве би кажала дека по втор пат овде сум во Австралија, како што и кажа самата, значи бев многу одамна е тоа, 93 година, пред 19 години, бев во Сиднеј баш токму овде, со фестивалот Валандово, значи беше представен фестивалот Валандово во Сиднеј. И сега ова ми е втор пат овде во Австралија, со моите колеги, групата Модуси и мојот колега Спасен Силјановски, значи турнеја по повеќе градови, бевме, ова ни е втор концерт овде во Сиднеј, синоќа бевме во Волонгонг, во понеделник заменуваме за Мелбурн, таму имаме 2 концерти во петокот и саботата и во недела во Перт. И на 9 април се враќаме за Македонија. Баш жалосно што толку ви е кратко времето, мислам дека ќе има и некој бис, како што ја гледам вечер атмосферата, мислам дека ќе има брза покана за поново доаѓање. Па да се надеваме, бидејќи гледам дека народот стварно од срце се весели и ги прифати нашите песни и едноставно нашата музика. Да, се надевам дека наскоро пак ќе дојдеме. Искрено речено, музиката ви е класично македонски, освежување за нашето тло. Не гледам некоја турбо музика, сето е старо македонско и баш прекрасно. Дали е тоа вашиот жарн или пееш и други песни? Повеќето да кажеме дека мојот репертоар е ова што вечера мојот народ македонски го слуша од мене, од Спасени, од моите колеги. Значи ние сме сепак македонци и треба да си чуваме нашето македонско. Не дека не пеам и други песни, значи пеам и од повеќе жанрови на музика и забавно и српско и се, но овде сме ние дојдени за нашите македонци и мислам дека треба да си ја негуваме и сакаме нашата македонска песна. Имавте една кратка или подолга пауза, ве гледаме сега пак во ЕК и некако и подмладено. На што се должи тоа? Па што знам, да ви се заблагодарам на убавите зборови. Па нормално, мислам дека нашата професија, нашата работа е таа што го бара тоа. Значи мораме да внимаваме самите на својот изглед. Едноставно, сето тоа се крие во духот мој, што си го имам, значи јас сум така ведра, весела и тоа се манифестира и надворешно на мене сигурно. Благице, вие сте од Струмици, гледам тука има доста од твоите публика се струмиџани. Никако не е откачен еден струмички за цело интервју, како тоа? Па добро, гледам дека стварно има многу струмичани, има од цела Македонија овде, ама има и струмичани во овој крај. Па не знам, тоа едноставно е навика, значи природно мора да внимаваме, нели, дијалектите се за таму, а кога се работи еве за пред екрани за мислам за интервју, внимаваме, нели. Иначе јас ќе кажам еден струмички збор, еве. Добро, ајде, да не го кажам, ајде. Да не ми се смеат. Благица, гледам дека музиката ти се спрема пак и организаторите некако не гледат, да ве пуштиме да отпеете уште некоја песна. Нема проблем, со задоволство, значи еве и публиката не чека веќе. Па да продолжиме понатаму, нели, да ги веселиме нашите македонци. Благодарам што ни дојдовте. Благодарам им вам. Поздрав до сите нашинци.